Почитувани, добре дојдовте во Дневникот на Телевизија Плюс. Ова се настаните на денот. Затворен пунктот во Бедиње, вакцинација во уред. Тече изборната кампања. Партиите со пресови. Полицијата казни 14 кумановци за маски. Затворен е пунктот за масовна имунизација во Бедиње. Вакцинацијата продолжува во здравствениот дом, познат како уред. Граѓаните без термин можат да ја посетат установата и да се имунизираат. Во моментов располагаат со вакцините Pfizer и AstraZeneca. Процесот на имунизација во здравствен дом Куманово се одвива непречено. Ги известуваме сите граѓани дека имаме менување на локација, односно процесот на имунизација ќе се одвива во просториите на Центарот на здравствен дом, познат како уред. Ќе работиме во 2 смени, почнувајќи од 8 часот наутро до 20 часот навечер. Моментално се аплицира вакцината Pfizer и AstraZeneca за лицата над 60 години, но исто така се врши и процесот на ревакцинација со вакцините Sinovac, AstraZeneca и Pfizer. До сега во нашиот пункт се вакцинирани над 80.000 граѓани. Започнавме со апликација на третата доза кај здравствени работници и лица над 60 години. Во текот на изминатото деноноќие по однос на уредбата за задолжително носење заштита на лицето, евидентирано е дека на ниво на секторот за внатрешни работи Куманово 16 лица не ја почитувале, и тоа 14 на подрачјето на Куманово и 2 во Крива Паланка. Против нив се поднесени соодветни пријави. ВМРО-ДПМН и коалицијата ја промовираа програмата на кандидатите за градоначалници и советници во Североистокот. Овие избори се шанса за проекти и подобро утре. Активирање на технолошко-индустриската развојна зона и привлекување домашни и странски инвеститори, бесплатен приклучок на газ за домаќинства и бизнисите, чист град 60 км патна инфраструктура, алтернативни извори на вода, изградба на мостови, катни гаражи, кружни текови, пристапни рампи и патеки, модерно управување со отпад, детски градинки, велосипедски и пешачки зони и реконструкција на спортската сала, соколана и градскиот стадион, најави кандидатот за градоначалникот ВМРО-ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија во Куманово, Тони Михајловски. Тој истакна дека Куманово 30 години ги чека промените и мора наново да се гради. Посочи дека имаат визија и проекти за поубаво, почисто и помодерно Куманово. Модерно управување со отпад. На само 5 километри воздушна линија од Куманово во селото Пчиња се наоѓа депонијата Краста, која е депонија од минатиот век со несогледиви последици за здравјето, за луѓето и почвата. Отпадот ќе биде вредна суровина преку селектирање, рециклажа и компресирање. Кумановка конечно да биде чиста река. Изградба на кеј од двете страни на реката и трајно решение со кое нема да се фрла отпад во неа. Реконструирање на постоечките запуштени мостови и изградба на 2 нови моста. Изградба на нов училишен објект за потребите на гимназијата Сами Фрашери. Децата заслужуваат и мора да добијат модерни услови за следење на наставата. За 5 години власт потрошија 16 милиарди евра. Ништо не направија, а секое семејство го задолжија за 4500 евра, нагласи лидерот на ВМРО-ДПМН. Мицкоски подсети дека ги нема ветените 500 километри нови регионални патишта, инвестиции од големите компании, а ниту растот од 5 до 7% на економијата. Нагласи дека овие избори се шанса за промени, шанса за подобро утре. Посочи дека на овие избори народот треба да одлучи дали ќе продолжи по патот на криминалот, корупцијата, срамот и понижувањето или ќе избере патека на реформи, визија и план. Дополни дека граѓаните укажуваат на лошата состојба во економијата, образованието, здравството, земјоделството. Ништо и не направија за народот, а направија многу за себе. Испокрадоа тоа што можеше да се испокраде, засрамија тоа што можеше да се застрами, распродадоа тоа што остана за распродавање. Ајде да видиме што потрошија. Ке се обидам преку бројки да зборувам. Владата на СДСМ
од 1. јуни 2017 година, заклучно со 30. септември 2021 година, точно 52 месеци, потроши ваши пари, ни помалку ни повеќе, 16 милиарди евра. Тоа се пари на народот, тоа се пари на граѓаните, тоа се ваши тешко спечалени пари. Ајде да видиме што направија со тие 16 милиарди. Дали некој се сеќава дека ветија нови 500 километри автопат? Од тие 500 километри не можат ни тој кој што претходната влада на ВМРО ДПМН го започна после 52 месеци да го завршат. Иако речиси готови им ги оставивме. Лидерот на опозицијата истакна дека е убеден дека на 17 октомври кумановци ќе го изберат Михајловски, затоа што е време да се создаде нова подобра иднина за Куманово. Нагласи, победа е кога се имаат исти цели, а тоа е Македонија да влезе во Европската Унија, децата да го живеат европскиот сон, да има квалитетно образование и да не заминуваат од земјава. Победа е кога ќе спасиме 14 човечки животи, кога ќе сгрешиме и ќе се извиниме, коригираме и ќе продолжиме понатаму. Победа е да се почитуваме и тогаш кога сме различни, да создаваме вредности, принципи и да има одговорност. Кандидатот за советник во Советот на општината од СДСМ Мартин Захариев денеска најави проекти чија што реализација би придонела младите да останат во своето родно место. Изградба на мултифункционални игралишта, детски катчиња низ целата општина, авангарден детски парк, но и Кумановско културно лето. Дел од проектите предвидени во предизборната програма на социјалдемократите. Како централна власт во изминатите 4 години со владините политики придонесовме за значајно намалување на масовното иселување на младите. Во таа насока, како ново општинско раководство, имаме обврска заедно со владата да продолжиме на младите да им обезбедуваме европски стандарди, да стојат рамо до рамо со своите врсници ширум Европа и светот, рече на денешната пресконференција Мартин Захариев, кандидат за советник во Советот на општина Куманово од редовите на Социјалдемократскиот сојуз. Да имаат услови за искажување на својот глас, да живеат и работат тука, дома, во родниот град, со што иселувањето на младите и гледањето на Вибер со своите родители во татковината ќе стане минато. Се враќаме на старите добри времења во кои израснаа нашите родители. Со активна заложба од страна на општината ќе допринесеме во оживување на интересот на младите, во организирање на младински секции од област на драмскија и филмска уметност, танц, музика, сликарство, младински политики и друштва. Во програмскиот дел планираме изградба на мултифункционални игралишта како подршка на младите за рекреација и спортување. Детски качиња низ целата општина, авангарден детски парк за безгрижно и среќно детство во модерни услови. Захариев посочи дека со Кумановско културно лето на младите и перспективните музичари од нашиот град ќе им се овозможи да се представат на кумановската публика, а преку културни работилници ќе се подига свеста на младите за културата, за критичкото размислување и истекнувањето на нови вештини од областа на културата. Мини мол во кој ќе има локали на кумановските компании кои се занимаваат со чевларство и текстил, најави независниот кандидат за градоначалник Максим Димитриевски по средбата со дел од представниците на чевларската индустрија. Кандидатот за градоначалник од граѓанската иницијатива за наше Куманово Максим Димитриевски најави изградба на мини мол во кој ќе има локали на кумановските компании кои се занимаваат со чевларство и текстил. Тој денеска се сретна со дел од представниците на чевларската индустрија. Имав можност да направам средба заедно со носителот на советничката листа за наше Куманово, господја Ивана Ѓорѓиевска, со представниците на кожарската индустрија или конкретно чевларската индустрија во нашиот град. Ја презентиравме пред нив дел од нашата програма во насока на развој на мало и средно стопанство во градот,
Покрај тоа што рековме дека ќе се инвестира во постоечките капацитети, мини индустријски зони, продолжуваме со инвестиција во индустријската зона Новини и Речици. Им ги напоменавме условите под кои што ќе може да се инвестира во истата. Како што додаде на средбата било разговарано и за можноста за изградба на нов деловен комплекс, кој би бил наменет за продажба на производи на занаетчиите, чевларската и текстилната индустрија. Тоа е на локација на Октомвриска револуција, локалитет Табакана, каде што во моментов, согласно деталниот урбанистички план, има предвидено изградба на стамбено деловен комплекс, но во рамки на нашата програма, на оваа локација, сакаме да изградиме подземни паркинзи и дополнително на 2 спрата еден трговски комплекс каде би биле дадени истите локалитети и локали да се користат од страна на занаетчиските дејности и да се формира еден мол за продажба на производи кои што доаѓаат од чевларската и текстилната индустрија од нашиот град. Според Димитриевски, на тој начин дополнително би се брендирал градот како град производител на чевли и текстил. Кандидатот за советник од граѓанската иницијатива за наше Куманово Александар Јовановиќ во пресрет на локалните избори најави реконструкција на повеќе училишта во градот и руралните подрачја, вложување во енергетска ефикасност на училиштата, како и гасификација. Гасификација и вложување во енергетската ефикасност на општинските училишта, проширување на капацитетите и реконструкција на дел од основните и средните училишта се само дел од проектите кои ќе бидат реализирани доколку на локалните избори победи граѓанската иницијатива за наше Куманово, најави на пресконференција кандидатот за советник во Советот на општина Куманово Александар Јовановиќ. Ќе ги прошириме капацитетите на општинските основни училишта Наим Фрашери, Байрам Шабани и Кочораци. Ќе изградиме нов средношколски центар за учениците од паралелките на гимназијата Сами Фрашери и паралелките на техничкото училиште Наце Буѓони. Ќе го реконструираме подрачното училиште на општинско основно училиште Браќа Миладиновци во село Пчиња и ќе изградиме нов спортски терен. Реконструирани ќе бидат училишните фасади на општинските основни училишта Толи Зордомис, 11 октомври централниот објект, Христијан Карпош и Вук Караѓиќ. Планираме целосна реконструкција на општинско основно училиште Карпош во село Уминдол и подрачното во село Љубодрак. Се планира и реконструкција на средно општинско училиште Перо Наков, кое опфаќа замена на столарија, термоизолација на фасада и адаптација на тоалети, реконструкција на училници, оградување на зид на училишниот двор, партерно уредување и поставување на систем за грејање во спортската сала. Во програмата е предвидена и замена на постојната покривна конструкција на повеќе училишта, особено во руралните подрачја. Реконструкција на училишната фасада на општинско основно училиште Браќа Рибор во село Табановце, поставување на пристапна рампа и адаптирање на тоалети за ученици со попреченост. Реконструкција на општинско основно училиште 11 октомври, подрачно училиште во село Речица, инсталирање на систем за грејање во општинско основно училиште Вера Которка во село Клечовце и изградба на нов спортски терен, реконструкција на кров на општинско основно училиште Кочорацин во село Орашаци, замена на столарија и нова фасада, реконструкција на санитарии и замена на кровна конструкција во општинско основно училиште Битолски конгрес во село Лопате, замена на прозорци во општинско основно училиште Магдалена Антова населба Карпош, замена на дел од кровната конструкција на општинско основно училиште Кирил и Методи во село Романовце, реконструкција на подрачното училиште во Агино село и изградба на нови современи терени во двете училишта. Реконструкција на училишните спортска сала во општинско основно училиште Крсте Мисирков и Браќа Миладиновци и нов модерен спортски терен во училишниот двор. Реконструкција на општинско основно училиште 11 октомври во подрачното училиште во село Долно Којнаре. Реконструкција на кровот, санитарии и ѕидовите во општинските основни училиште Крсте Мисирков и Браќа Миладиновци. Дополнително посочи Јовановиќ, ќе бидат доопремени училиштата со смарт табли, дигитална опрема и нагледни средства за поквалитетна настава, а училишните дворови ќе бидат уредени по примерот на техничкото училиште Наце Буѓони. Кандидатот за советник на идниот совет на општина Куманово од граѓанската иницијатива за наше Куманово Николај Павловски денеска на пресконференција јавно праша дали некои државни институции се ставаат целосно во служба на изборите во Куманово. Повеќе од неговата изјава. Наместо министерот Спасовски да се занимава со својата работа, тој заедно со началникот на МВР Куманово оди на партиски средби.
Сведоци сме на секојдневен притисок врз граѓаните во Куманово. Овие фотографии јасно покажуваат за вклученоста на Спасовски и Стојан Чевеличковиќ како работат на терен во интерес на Оливер Илиевски. Од тука би сакал да го поставам прашањето. Кој е кандидат за градоначалник од редовите на СДСМ во општина Куманово? Дали тоа е кандидатот Оливер Илиевски или пак е министерот Оливер Спасовски? Бараме од ОПСЕ, ОДИХР и странските амбасади да реагираат на ангажманот на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, како и началникот на СВР Куманово Стојан Чевеличковиќ на локалните избори во Куманово, каде вработените на МВР се ставени во функција на извршување на партиски задачи. Представата Идеална половина на продукцијата Ареклин од Белград, Република Србија вечерва е на репертоарот на Денови на комедија. Дел од оваа представа е еден од најпознатите актери во регионот Милан Калинич, кој игра заедно со Олга Одановиќ, Вучиќ Петровиќ и Анастасија Мандиќ. Во рамки на Денови на комедија викендов беше изведена и представата Умри машки на театарот од Струмица. Основното училиште Светозар Марковиќ во општина Старона Горичане доби систем за парно грејење од јапонската амбасада. Донацијата во вредност од 53.000 евра е во рамките на јапонската програма за мали грантови за основни потреби и човекова безбедност. Проектот кој започна да се реализира во 2019 година беше завршен наредната година. Е многу значаен за училиштето бидејќи ќе ги подобри условите за учење и за работа на наставниците. Директорката Маја Марковиќ посочува дека благодарение на грантот имаат потопли училници, канцеларии и ходници. Во продолжение вестите од Македонија. Ученици од сите основни и средни училишта во Македонија ќе бидат тестирани за коронавирус во наредните 2 недели, со цел да се утврди дали постојат асимптоматски носители на вирусот меѓу децата и дали тој се пренесува во самите училишта. Скринингот ќе опфати околу 8200 деца кои ќе се тестираат по случаен избор, за што ќе се бара и писмено одобрение од родителите. Во промили се мери бројот на потврдени случаи на зараза меѓу децата, но многу е тешко да се утврди дали пренесувањето се случило во самото училиште. Не гледаме дека има зголемен број на заразени ученици. Целта на скринингот е да се открие дали има асимптоматски случаи. Со тоа ќе добиеме нови важни податоци за пренесувањето на вирусот во училиштата и за тоа како треба да се организира наставата, рече министерот за здравство Венко Филипче. Тој додаде дека тестирањето ќе почне следната недела и целата постапка треба да заврши за 10 до 14 дена. Според Филипче, состојбата со коронавирусот е стабилна и постојано се намалува бројот на хоспитализирани. Нивниот број моментално изнесува 580, од кои 15 се деца, чија клиничка слика не е тешка. Храната во следните 3 месеци се очекува да поскапи од 40 до 50%. Доколку итно државата не преземе мерки, граѓаните треба да очекуваат ценовен шок, предупредуваат од Стопанска комора. Поскапување ќе има на житните производи, брашното, лебот, свежото месо, сувомеснати производи, млеко и млечни производи, но и на сите останати основни прехранбени производи. Во моментов цените на основните прехранбени продукти се повисоки од 5 до 10%. Од комората вела дека постојано се апелира до институциите за навремени мерки за да се ублажи ударот кој се очекува, но засега нема слух за нивните барања. Потребно е менување на моделот на субвенционирање и инвестирање во нова технологија, зашто во иднина постои опасност да немаме домашно производство и да зависиме од целосен увоз, велат од комората. Причини за растот на цените се пандемијата, климатските промени, скапиот транспорт, недостиг на работна сила и растот на цената на енергенсите. Малопродажните цени на бензините Евро Супер 95 и Евро Супер 98 се зголемуваат за 1,5 денар, додека на Евро Дизелот за 2 денара, соопшти денеска регулаторната комисија за енергетика. Од утре по полноќ литар Евро Супер 95 ќе чини 73,50 денари, Евро Супер 98 ќе биде 75,50 денари, а дизел горивото ќе изнесува 65 денари. Малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство се намалува за 0,5
0,5 денари и ќе чини 64,5 денари, додека на мазутот се зголемува за 1,35 денари и ќе изнесува 41,13 денари за килограм. 20 годишно лице вчера во 13 часот во секторот за внатрешни работи Куманово пријавило дека на патот од селото Стрновац кон Старо Нагоричане тој и НГ биле физички нападнати од 3 лица. Истиот ден во 23 часот во полицијата и 27 годишно лице од село Бајловце и БР 29 години од Куманово пријавиле дека биле физички нападнати од ДД од Куманово и 2 женски лица кои при тоа употребиле дрвени предмети. Се превземаат мерки за расчистување на двата случаи. Времето денеска во Куманово беше сончево со максимална температура која изнесуваше 22 степени и минимална од 5 степени Целзиусови. И за утре метеоролозите најавуваат сончево време со дневна температура која ќе достигне до 23 степен и утринска која ќе биде до 9 степени Целзиусови. Ви благодариме за вниманието. Останете понатаму со нашата програма.